Виничкиот плоштад е направен 2001-та. 120.000 евра долг за него се што туку исплатени, а сега поради преспанскиот договор од него треба да го нема сонцето од Кутлиш. Дали Виница повторно ќе се изложи на голем и непредвиден трошок? Мислиме дека ќе нема потреба за реконструкција, а тоа значи можеме да го направиме со ситни и мали промени и измени на плоштадот. Значи ќе утврдиме кога ќе ни стигне допис од владата, ќе утврдиме на кој начин ќе постапиме како локална самоуправа и како општи. Сепак во општината Виница се надеваат и се во исчекување дека можеби на градскиот плоштад интервенции и нема да има. Очекуваме повртен одговор од владата, дали овој символ кој што го има на плоштадот, кој што оваа година го исплативме, а е направен 2001 година, дали треба да се отстрани или дали е тоа друг некој символ кој што може да ја задржи моменталната форма која што го имаме на нашиот плоштад. Во меѓувреме, отстранувањето на античките символи, а пред се сонцето од Кутлеш се одвива во целата држава, но реакции има и на социјалните мрежи. Браво виничани, само напред. Мора од некој да се почне. Виница е во Источна Македонија и тоа за нас не важи. Да си знаат, Виница е Источна Македонија, не е северна. Освен Виница, договорот од Преспа ја задолжува и македонска каменица. Оттаму, од знамето на општината, треба исто така да се отстрани сонцето од Кутлеш.